Македонски христијански подкаст. Вера, надеж и љубов за Македонија. Здраво, добре дојавте во новата епизода на Македонскиот христијански подкаст. Денесната тема за која ќе зборуваме со Никола е подвиг на верата или аскетизам. Ќе истражиме во врска со аскетизмот, што е аскетизмот, а исто така ќе зборуваме какви подвизи правеле апостолите или учениците Христови, какви подвизи Бог очекува од нас да правиме. Да. Подвиг на верата е интересна тема и треба да се направи една дистинкција меѓу аскетизмот и подвиг на верата. Ќе видиме зошто, ќе ги дефинираме тие термини, што е подвиг на верата според Светото Писмо, што е аскетизмот и ќе видиме што Бог очекува од нас како христијани, какви подвизи, да речам, правеле учениците во времето на Исус, а што Бог исто така очекува од нас. Каков е тој вистински подвиг на верата. Како вовед ќе ги дефинираме тие зборови аскетизам и подзборови од тој поим. Јас истражив во македонскиот речник, истражив и на Википедија. На Википедија немаше на македонски јазик, затоа ја преведив дефиницијата од српски јазик. Што е аскетизам? Значење на зборот аскетизам според македонскиот речник. Според македонскиот речник, зборот аскетизам е религиозно учење што проповеда самоодрекување. Значи, тоа е учење што проповеда самоодрекување. Од тој поим произлегува зборот аскет, и аскет според македонскиот речник значи човек што се откажува од сетилните задоволства и се стреми кон морална и духовна чистота. Исто од поимот аскетизам го имаме подпоимот аскеза. Аскеза значи строг, повлечен, доблестен и едноставен живот. И сега дефиницијата за аскетизам што ја преведив од Википедија на српски јазик на македонски ни објаснува за аскетизмот. Вика аскетизам или аскеза, исто така позната е како подвижништво. Од грчки од збор доаѓа значи аскезис, што значи вежба или подвиг. Тоа е начин на живот кој се состои во одрекување од страстите и телесните похоти, како би се стекнала доблест и би се постигнало духовно прочистување или состојба на бесстрастие. Интересно, тука нели во овие дефиниции е спомнато одрекувањето од страстите или самоодрекување и нели во самите дефиниции на аскетизам. Ајде да видиме, пошто и во Светото Писмо Господ Исус Христос рече кој сака да ме следи, нека се одрече од самиот себе си, нека го земе својот крст секој ден и нека ме следи. Дали тука станува збор за одрекување од страсти и телесни похоти, во смисла ние со наши сили се трудиме да се одрекуваме од тие работи, или се мисли на нешто подлабоко, каде што ние се одрекуваме самите себе си, односно не го правиме она што е по наша волја, по наш план, и му го предаваме животот на Христос и му сме покорни под неговиот авторитет. Покорни под неговиот авторитет значи дека јас ќе го слушам она што го кажува мојот Господар. Ќе живеам според тоа што е запишано во Светото Писмо. Ќе го следам Исус, Исус пред мене, јас по него. Значи има една разлика, ајде, ја отварам сега темата, но сакам да слушнам и од тебе, Никола. Има една разлика помеѓу тоа јас со своји сили, мислејќи дека ќе можам да се борам против телесните страсти, похоти и ќе се одречувам самиот себе си од тоа, односно ќе се измачувам самиот себе си да стигнам следна ниво на духовност и
да ја ставам мојата вера и да гледам кон Исус. Има една голема разлика помеѓу тоа. Да јас се борам самиот со моите страсти и похоти и мојот фокус да не биде борбата со телото, туку да биде следењето на Исус. Значи да го следам Исус и да чекорам по него и да го правам оно што тој го има заповедано во Светото Писмо и да му сум покорен и послушен на неговиот авторитет. Значи има разлика. Кога одиш и го следиш Исус, самиот Бог, самиот Исус ти дава тебе сила преку Светиот Дух да не ги правиш работите кои ги сака телото. Меѓутоа, ако ти самиот со твои сили се трудиш да ги победиш страстите, тогаш тоа нема да ти успее. Тоа го вели Словото. Затоа треба да го читаме Словото. Бидејќи Словото е наша духовна храна со која ние се храниме. И ако се храниме доволно, тоа ќе бидеме духовно ухранети. Ако не се храниме од Словото, ќе бидеме духовно неухранети. Сега се вратиме на прашањето или на дискусијата. Никола, бидејќи е спомна зборот самоодрекување во дефиницијата на аскетизмот, и Господ Исус Христос рече кој сака да ме следи мене, нека се одрече од себе си. Што мислеше Господ Исус Христос? Твое мислење и видување на работите и што ни кажува Словото во врска со тоа самоодрекување. Да. Интересно што кога читаше дефиницијата за аскетизам, што е дека самото е целта тргање од тие телесни похоти или тие страстите, што е ние едноставно дефиницијата се ја појаснува, ја прочита Димитар, ама работата е што ние не сакам исто да спомнам дека не одиме против тоа, против таа сама идеја да се стремиме да му сме угодни на Бог, со тоа што ќе ги пазиме нашите страсти походи, да не навлеземе во нив, и тоа е само по себе добро нешто. Како дефиницијата што ја читаше, но целта за тоа е подлабока, за самото христијанство, верата во Христос, целта на самата вера која е дека е подлабока. Затоа јас би го прочитал уште на што е стих целосно и ще додат неколку стихови во врска со тоа, за да продлабочиме, да речем, во темата малци, да видиме значењето на тие зборови, објаснато според стихови во Светото Писмо, што навистина Исус Христос мислеше и кој бе на некој начин, кој е неговиот начин на размислување, која е неговата волја за нас спрема тие зборови што тој ги каже, односно тоа себе откажување и земање на крстот, секој ден и следење него. Така да ќе прочитам од Матеј, Евангелие според Матеј, 16 глава, од 24 до 27 стих. Мислам дека добро е тие 3 стиха да ги прочитам. Таму пише: тогаш Исус им рече на своите ученици: ако некој сака да врви по мене, нека се одрече од себе си и нека го подигне својот крст и нека ме следи. Зашто кој сака да ја спаси својата душа, ќе ја изгуби, но кој ќе ја изгуби својата душа заради мене, ќе ја најде. Зашто каква полза ќе има човек ако го придобие целиот свет и на својата душа и на пакости? Или што ќе даде човек во замена за својата душа? Зашто синот човечки ќе дојде во славата на својот татко со своите ангели и тогаш ќе му даде награда на секого според неговите дела. Значи, тука читаме дека Христос вели да го земеме секој својот крст и да ме следи. И понатаму малце овие стихови што се 25-ти, односно 25-ти стих, може да ги читаме малце да не биде чудно, да не збунуват кога ќе вели Христос, кој сака да ја спаси својата душа ќе изгуби, но кој ќе изгуби својата душа заради мене ќе ја најде. Тој со тие зборови мисли бидејќи за луѓето кога ние го следиме Господ Исус Христос, кога ќе му го предадеме животот, луѓето од овој свет нормално може имат и ви искуство, знаете дека ќе ви велат дека вие се изгубивте, готово, значи не сте при свест и така натаму, значи такви ќе добиете работи од луѓето кои ќе видат дека го следите Христос и живеете за него, му го предадете животот, но на некој начин овде тие зборови што Исус вели на кој ќе изгуби својата душа заради мене ќе ја најде, значи ако ние
не му служиме на светот, односно не му служиме исто така на нашите страстни телесни похоти, нели, ако не му служиме, ако му служиме на Господ Исус Христос, затоа тука вели, ако изгуби својата душа заради мене, тогаш, ако ние го следиме него, наместо да се следиме самите себе и нашите страсти, тогаш ќе се спасиме, тогаш ќе навистина Господ Исус Христос го ставаме за наш Господар и Спасител, бидејќи тој нели умре на крстот за нашите гревови, беше погребан и воскресна на третиот ден, и ние ако го веруваме тоа и ако го следиме Господ Исус Христос, тогаш тој преку таа вера ќе ни помогне да ние сами се одречиме самите себе и да не ги следиме нашите страсти и похоти, туку со неговите зборови да изгубиме својата душа заради него и тогаш ќе ја најдеме, односно ќе се спасиме. И исто така во врска со оваа тема би допрочитал уште неколку стихови кои исто така се наоѓаат во Евангелието според Матеј, значи таму ги имаме во 25-та глава, значи од 31-иот стих сакам да прочитам до 46-тиот, односно до крајот на главата, и таму пишува: кога човечкиот син ќе дојде во својата слава и сите ангели со него, тогаш ќе седне на престолот на својата слава. И ќе се соберат пред него сите народи, и тој ќе ги оддели едни од други, како што пастирот ги одделува овците од јарците. И ќе ги постави овците од својата десна страна, а јарците од левата. Тогаш царот ќе им рече на оние од десната страна: дојдете, благословени од мојот татко, и примете го во наследство царството кое ви е приготвено од создавањето на светот, зашто огладнев и ми дадовте да јадам, ожеднев и ме напоивте, бев странец и ме примивте, бев гол и ме облековте, бев болен и ме посетивте, бев во темница и дојдовте при мене. Тогаш праведниците ќе му одговарат и речат: Господи, кога те видовме гладен и те нахранивме, или жеден и те напоивме? Кога те видовме како странец и те примивме, или гол и те облековме? Кога те видовме болен или во темница и дојдовме при тебе? А царот ќе им одговори: вистина ви велам, доколку му направивте на еден од овие мои најмили браќа, мене ми направивте. Тогаш ќе им рече и на оние од левата страна: одете си од мене, проклети во вечниот оган, приготвен за ѓаволот и за неговите ангели. Зашто огладнев и не ми дадовте да јадам, ожеднев и не ми дадовте да пијам, бев странец и не ме примивте, бев гол и не ме облековте, бев болен и во темница и не ме посетивте. Тогаш тие ќе одговорат и речат: Господи, кога те видовме гладен или жеден или како странец, или гол или болен или во темница и не те послуживме? Тогаш ќе им одговори: вистина ви велам, доколку не му направивте на еден од овие најмали, ни мене не ми направивте. И овие ќе отидат во вечна мака, а праведниците во вечен живот. Значи, може малце искрено подол текст, но нема да идвам во сите конкретно стихови детално да ги врвиме, само ќе сакам да спомнам дека зошто сакав да ги прочитам овие како продолжение на тоа што го читав во Матеј, 16 глава, во преходните стихови, дека нели знаеме, односно зборувавме за, Димитар ја прочита дефиницијата за на некој начин аскетизам, односно повик на верата, и се зборува за работи на некој начин или се обрнува внимание на нештата во христијанската вера на кои не треба да ги правиме. Значи само се според тоа што јас на некој начин го имам сватено или го имам видено според тие дефиниции или некои такви подвизи кои се предводени од луѓето, дека само се алудира на работи кои не треба да ги правиме, а се забораваат работите кои треба да ги правиме и кои Господ Исус Христос ги бара од нас. Значи, едни од нив беа тука, како Господ Исус што ги зборува и прави парабола, прави споредба и се клава на местото на верниците, односно на браќата и сестрите во верата, и вели ако не ги правиме овие работи што ги читавме сега, дека нели ако е некој гладен да му дајме да јади, ако е некој жеден да му дајме да пие, ако е болен или во темнина да го посетиме, како што ги брои Христос тие дела, значи така натаму,
Значи, ние исто така треба да ги правиме тие работи, за да му сме угодни на Бог и за да му сме угодни едноставно и за да бидеме како Него, слични на Него, бидејќи и тој кога беше на земјата, Господ Исус Христос, како што ни вели тој во Словото да го следиме Него, значи не да одиме на Неговиот начин како што одеше тој, како што на некој начин зборуваше и стилот и така натаму, туку во неговото понашање, во неговиот карактер и во неговите дела. Тоа што го правеше тој да го правиме, тоа е тоа што тој го бара и ги споредува тие што го прават, тоа што ги прават тие работи што тој ги бара со овци, а тие што не го следат ги споредува со јарци, со кози односно, и тука кажува дека тие што го правеа тоа што Исус го бараше, што ги наброи овие работи, дека ќе одат во вечен живот, а тие што не го правеа, односно што не го следа Христос, а ги следа своите страсти и похоти, тие ќе завршат во вечна мака. Но поради тоа што зборуваме конкретно за аскетизам и за подвиг на верата на начин кој што Библијата го зборува, за да можеме тоа да го направам, за да можеме на мојот брат Диме да ако ќе му треба јадење да му дам да јади, кога нема кога е гладен, кога е жеден, нели, да му дам да пие, кога не дај Боже е болен, да одам да го посетам, за да ги правам јас тие работи, јас треба да бидам тука, јас треба да бидам присутен, јас треба да сум тука за него и да бидам отворен, односно воден од Господ Исус Христос, воден од Светиот Дух, бидејќи тоа е Божјата волја. Ако јас не сум тука, ако заминам некаде, се затворам во својата соба, заминам некаде на планина и самиот се измачувам или во некоја пустина, ако одам јас, не може на мојот брат да му помогнам кога е тој тука, кога му треба помош, кога му треба или на тој брат или општо на браќата и сестрите, за да можам тоа да го направам, јас треба да сум тука. Бидејќи кога гледаме во Исус Христос, во неговиот пример, тој како правеше? Тој одеше кај луѓето во толпата, баш кај масите луѓето, кај цели маса, толпа на луѓе одеше и таму проповедаше, таму исцелуваше болни, таму нахрануваше, нели, гладни, напојуваше жедни и тоа тој го правеше бидејќи тој беше присутен, тој одеше кај луѓето, одеше лично дома, еден на еден разговори, сите тие работи ги правеше и тој не се лишеше, односно не се отстрануваше од луѓето, не беше некој човек кој беше затворен, кој беше повлечен, кој на некој начин бегаше од Божјата волја, бегаше од она што Бог го бара, а Бог бара да одиме и да ги правиме овие работи, да се одречеме од самите себе и да го земаме својот крст секој дневни да го следиме него. Тој не натера ние да се криеме, да сме повлечени, да бегаме од луѓето, да се лишиме. Туку, како што тој не бегаше од нас, не бегаше од луѓето, не бегаше од народот, иако знаеше дека се грешни, знаеше дека дури и пишува во Словото, му ги знаеше нивните срца, некои од нив му мислат лошо и се зборуваат, се препираат едни со други, тој пак одеше, пак ги сакаше, пак ги излекуваше, пак ги хранеше и пак му правеше добро и пак ги подучуваше, односно му даде и ни даде вечен живот преку жртвата на крстот. Така да, тоа е тоа што јас на поопширен начин би го споделил и би го сватив од тие стихови што ги прочитав за конкретно откажување себе, откажување и следење на Господ Исус Христос и следење него, односно следење не на каков бил начин, туку на библиски начин, односно како што сака Бог, самиот Исус Христос. Да, фала Никола, и тука една работа мислам дека треба да ја продискутираме, да му се разјасни на гледачите. Овие дела за кои зборува Господ Исус Христос, тие дела се нешто што треба да го правиме ние како христијани. И тие се дела на верата. Односно, она што ти го веруваш, го покажуваш на дело. Што значи тоа? Тоа значи дека ти поверува во Господ Исус Христос, твоите гревови се простени, поради тоа што Исус умре на крстот за твоите гревови, дека тој ја пролеа својата крв за да ги плати сите твои гревови, беше погребан Господ Исус Христос и на третиот ден Господ Исус воскресна. Ти тоа го веруваш и си го примил тоа како Божји дар, незаслужено, тоа простување. И сега, поради тоа што знаеш дека твоите гревови се простени, знаеш дека ти си спасен,
и одиш во Божјото царство поради тоа што Господ Исус Христос го направи, не поради тоа што ти го заслужи. Да. Сега ти од благодарност сакаш да го следиш Господ Исус Христос. Сакаш да му бидеш покорен и послушен на Господ Исус Христос. А не ти правиш добри дела за да стигнеш некое следно ниво на духовност или некое следно ниво на, не знам, на спасение. Така. Не, никој не може да се спаси според своите дела. Колку и ти да се трудиш да живееш така безгрешен живот, односно знаеш дека ти си сгрешил, си излажал некогаш во животот, не си ги почитувал мајката и таткото, не знам, си помислил зло за својот ближен, си посакал нешто туѓо и така натаму. Сето тоа ние сме го направиле. Помалку или повеќе, ние сме го направиле. Да. Стандардот за да влезиш во Божјото царство е совршенство. Тој стандард го постигна Господ Исус Христос. Така. И може да го постигне секој кој верува во Исус. Зошто? Зашто тој ја плати казната за нашите гревови. А таа казна е смрт. Значи Исус умре на место мене. Исус ја плати казната на место мене. Таа размена што се деси на крстот, таа размена нас не спасува. Значи праведноста која имаше, совршеноста која имаше Христос, ми се препиша мене, а гревот кој го имав јас, му се препиша на Исус на крстот. Исус умре за тој мој грев. Затоа сакав ова да го нагласам и еве ќе прочитам нешто во посланието до Ефесјаните, 2 глава од 8 до 10 стих, исто објаснување или потврдување на оно што го зборував преку призмата на Светото писмо. Зашто по благодат сте спасени преку верата, и тоа не од вас самите, тоа е Божји дар, не од делата, за да не се фали некој. Имено негово дело сме, создадени во Христа Исуса за добри дела, кои Бог ги подготвил однапред за да живееме во нив. Значи ние, откако сме поверувале во Христос, сме го примиле тој Божји дар на спасение, на прошка на нашите гревови, ние знаеме и потврдуваме дека ние сме спасени преку верата во Христос и ние сега сме Божје деловика, негово дело сме, создадени во Христос Исус за добри дела. Значи сега ние сме создадени во Христос Исус, односно сме ново создание во Христос за добри дела во кои ние чекориме, а Бог ги подготвил тие однапред. Значи ние во тие добри дела влегуваме како луѓе кои веруваат во Христос. Значи ние сме Божјо дело, не сме наше дело. Така. Тоа мора да се знае. Дека спасението е само преку вера по Божја благодат, по Божји дар, не е по заслуга. Ако беше по заслуга, тогаш ниту еден од нас немаше да ја стигне совршеноста. Зашто сите ние сгрешивме и сме лишени од Божјата слава. Тоа ни го кажува Светото писмо. Да. И сега ќе продолжиме во врска што ни вели Библијата за аскетизмот. И има едно предупредување од лажни ѓаволски учења, односно едно погрешно сваќање на аскетизмот и како ние да се спротивставиме на тие лажни ѓаволски учења, односно со што треба ние на што треба да се фокусираме, или кои се тие точни учења или вистински учења и работи што треба ние да ги правиме, а работи што се лажни ѓаволски измамливи учења. Ќе прочитаме во прво послание до Тимотеј, значи ова послание го пишува апостолот Павле, во 4 глава од 1 до 11 стих. Таму пишува: а Духот јасно вели дека во подоцнешните времиња некои ќе отстапат од верата и ќе слушаат измамливи духови и ѓаволски учења преку лицемерството на лажливците, кои се жигосани во својата совест, кои забрануваат стапување во брак и бараат воздржување од јадења што Бог ги создаде за да ги земаат со благодарност верните, кои ја познаа вистината. Зашто секое Божјо создание е добро
и ништо не треба да биде отфрлено, ако се прима со благодарност, зашто се осветува преку Божјото слово и молитвата. Ако ги советуваш во ова браќата, ќе бидеш добар служител на Христа Исуса, кој се храни со зборовите на верата и на добрата наука, што ја следиш. А избегнувај од нечисти и бабешки приказни, туку обучувај се во побожност, зашто телесната обука е малку полезна, а побожноста е полезна за се, зашто има ветување за сегашниот и идниот живот. Тоа е вистинско слово и достојно за полно примање. Имено затоа ние се трудиме и се бориме, зашто се надеваме во живиот Бог, кој е спасител на сите луѓе, особено на верните. Наложувај го и учи го ова. Значи овде апостолот Павле јасно му објаснува или јасно му кажува на Тимотеј од што треба да се пази и во што треба да се фокусира или да се насочи. Значи треба да се пази од лажни учења. Лажни учења кои забрануваат стапување во брак. Односно, со други зборови, ако ти не стапиш во брак, тогаш ти си стигнал некое ново ниво на духовност или ти си посвет, не знам, си направил некој подвиг во спротива или за разлика од некој што е во брак. Не, тоа е лажно учење, според зборовите на Павле. Значи, ако некој забранува стапување во брак, или тоа го представува како нешто што те ќе те направи тебе посвет, не знам, поправеден или така подуховен од некој што е во брак, тогаш тоа е лажно учење. Воздржување вика од јадење што Бог ги создаде. Значи, воздржување од јадење што Бог ги создаде за да ги земаат со благодарност верните кои ја познаа вистината. Зашто секое Божјо создание е добро и ништо не треба да биде отфрлено, ако се прима со благодарност, зашто се осветува преку Божјото слово и молитвата. Значи ништо не ни е забрането од храна. Значи ние може да јадеме било каква храна, ако ја примаме со благодарност, вика се осветува со Божјото слово и молитвата. Да. Ако некој тврди дека ти ако се воздржуваш од некој јадење, не знам, јадење на месо, јадење на ова, јадење на она, ако се воздржиш од тоа, ти си посвет. Ти си стигнал некое ново ниво на духовност, тогаш тоа е лажно учење. Овие зборови се од Светото писмо и овие се зборови на Павле. Исто му рече Павле на Тимотеј, му напиша, а избегнувај од нечисти и бабешки приказни, туку обучувај се во побожност. Значи, многу работи луѓето ги веруваат кои се бабини деветини. Народски кажано, бабини деветини, односно бабешки приказни, значи нечисти и бабешки приказни. Значи не е напишано нешто во Светото писмо и некој, не знам, си измислил, окей, ако не јадам ова, тогаш сум јас подуховен од некој што јади. Или ако живеам во пештера, јас сум посвет од некој што живеи во битола во стан. Нема врска. Значи, нешто што е надвор од Светото писмо, тоа ти е приказна бабешка. За жал, во Македонија, луѓето веруваат во преданија, односно бабите што му кажувале како деца кога биле, и тоа го земаат за вистина. Не, драги слушатели, немојте тоа да го правите. Читајте во Светото писмо. Светото писмо е вистината за Бог. Да. Тоа е Божјо слово кое доаѓа од устата на Бог. Зашто е напишано, не ќе живее човекот само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бог. Затоа ние треба да читаме од Божјото слово и да веруваме што е тука запишано. Да. А сите човечки преданија, бајки и така натаму приказни, да ги отфрлиме. Зашто не се полезни. И што треба сега да се насочиме? Што му вели Павле? Павле му вели да се насочи кон обучување во побожност. Зашто телесната обука е малку полезна, а побожноста е полезна за се. Како ние ќе се обучиме во побожност? Ќе се обучиме со тоа што тука што е напишано, ќе го примениме во нашиот живот. Ќе го прифатиме со вера и тоа ќе работи во нас, Бог ќе работи во нас преку Светиот Дух,
Ќе ги промени нашиот начин на размислување, нашиот начин на зборување, нашиот начин на однесување со луѓето. И тие дела кои Никола ги зборуваше, тие се плод на верата. Ти оно што го веруваш, тоа ќе го правиш. А ти се храниш со вистината, со здравата наука која е Словото. Ако ти не се храниш со Библијата, тогаш со што се храниш? На кого му веруваш? Да. Затоа е многу битно да се обучуваме во побожноста. Она што ќе го прочитаме, она што е запишано тука, тоа и да го правиме. Значи, одиме по Бог. Побожност, одиш по Бог. Го следиш Христос. Значи, го следиш Христовото учење и зборовите кои се запишани во Светото Писмо. И вика, имаме надеж, се надеваме во живиот Бог, кој е спасител на сите луѓе, особено на верните. Значи, да се надеваме во Бог, кој е спасител на сите луѓе, особено на верните. Тие две работи се многу битни. И Павле му вика, фокусирај се на овие две работи. А не на другите работи кои се од измамливи духови и ѓаволски учења. Затоа е многу битно да правиме разлика што доаѓа од Бог, што е запишано тука во Словото, а што доаѓа од другата страна, од ѓаволот и тие измамливи духови. Да. Ова е реалност. И затоа ова видео го снимаме со цел да ве поттикнеме да го истражувате Словото. Да вас Бог директно ви прозбори преку Светото Писмо. Јас сакам да прочитам во контекст на ова, Павле исто има напишано во посланието до Колосјаните. Ќе прочитаме од 2 глава од 16 до 23 стих и понатаму од 3 глава од 1 до 4 стих. Значи, Библијата во поново време, да речеме, е поделена на глави и стихови. Не знам точно кој век може да се истражите. Претходно, значи, кога го пишел посланието, го пишел редоследно и не го пишел со глави и со стихови. Со глави и стихови е поделена за полесно да може ние да ја читаме и да ги запамтуваме стиховите и да има некој вид на организација. Меѓутоа, ако читаме 2 глава, сега ќе читаме од 16 до 23 стих и после 3 глава од 1 до 4 стих. Значи, таа поделба не значи дека писмото било поделено, едноставно само продолжуваме и читаме во контекст. Добро ова да го знаете. Да. И така, никој да не ве осудува за јадење, или за пиење, или за некаков празник, или за млада месечина, или за саботи. Тоа е само сенка на она што ќе дојде, а стварноста е Христос. Никој да не ве лишува од наградата, сакајќи да го постигне тоа со понизност и служба на ангелите, впуштајќи се во она што не го видел, доејќи се напразно со својот телесен ум. Не се држи за главата од која цело тело, поврзано и помогнато со зглобовите и врските, расте со растење кое го дава Бог. И така, ако сте умрели со Христос за стихиите на светот, зошто позволувате да ви се определуваат прописи, како да живеете во светов? Не фаќај, не вкусувај, не допирај. Се ова што пропаѓа со употреба, според човечките заповеди и учења, се ова изгледа мудрост што се состои во самоволна побожност и понизност и во непоштедна строгост кон телото, а не во нешто честно, туку само заради задоволување на телото. И така, ако воскреснавте со Христа, барајте го она што е горе, каде што Христос седи одесно на Бога. Мислете за она што е горе, а не за она што е на земјата. Зашто вие умревте и вашиот живот е сокриен со Христа во Бога. А кога ќе се јави Христос, нашиот живот, тогаш и вие ќе се јавите со Него во слава. Значи, пак тука, Павле нагласува дека никој да не ве осудува за јадење или за пиење или за некаков празник или за млада месечина или за саботи. Зашто сето тоа, вика, е сенка на она што ќе дојде, а стварноста е Христос. За нас, христијаните, стварноста е Христос. Не е јадењето, не е пиењето, не е празникот, не е млада месечина, не е саботи.
Значи не е тоа стварноста. Стварноста за нас е Христос. И треба да се држиме, нели 2 глава Колосјаните 19 стих, да се држиме, вика, за главата од која цело тело е поврзано и помогнато со зглобовите и врските и расте со растење кој го дава Бог. Значи главата на црквата е Христос. Ние треба да се стремиме кон Христос и да се држиме кон Христос, кон неговите зборови, кон Божјото Слово. И вика, се што пропаѓа со употреба според човечките заповеди и учења, се ова изгледа мудрост, што се состои во самоволна побожност и понизност и во непоштедна строгост кон телото, а не во нешто честно, туку само заради задоволување на телото. Овие стихови се многу длабоки. Сложени се, но меѓутоа многу длабоки. Вика, нешто што доаѓа со човечките заповеди или човечки учења, значи учења измислени од луѓе, кои изгледаат на мудрост. Некој да ти рече, еј брат, јас живеев во пештера 2 години, јадев само едно парче леп и пиев по една чаша вода, значи стигнав, не знам, некаква следно ниво на духовност, јас се измачував моето тело, не знам, спиев нели на камења и така натаму. Не, тоа вика е само самоволна побожност и понизност во непоштедна строгост кон телото. Значи јас не го штедев телото, туку строг бев кон телото, го измачував телото, а не вика во нешто честно, туку само заради задоволување на телото. Значи јас се измачувам за да го задоволам телото, мислејќи дека јас од телото нешто можам да направам што ќе му е угодно на Бог. Не е тоа целта. Целта што е, не, во 3 глава, нели, продолживме, читаме, и вика, и така кога воскреснавте со Христа, барајте го она што е горе, каде што Христос седи одесно на Бога. Што значи воскреснавме со Христа? Ние кога поверувавме во Исус Христос, нашето грешно тело е распнато со Исус на крстот, погребано во гробот и заедно воскреснавме со Христос. Тоа во духовна смисла, преку верата. Во Исус ние сме ново создание. Имаме нов живот. Значи сега ние не треба да се фокусираме на телото или ова да го правам или она, или да се измачувам, да не јадам, да не знам, да спијам во пештера или што и да е. Не, јас треба да го барам она што е горе каде што Христос седи одесно на Бога. Да мислам за она што е горе, а не за она што е на земјата. Зашто ние умревме, нели вие умревте и вашиот живот е сокриен со Христа во Бога. Значи нашиот нов и вечен живот е скриен со Христос во Бог. И кога ќе се јави Христос, нашиот живот, тогаш и ние ќе се јавиме со него во слава. Да. Значи ова е нешто што не повикува Павле да го живееме и да веруваме во Христос и да мислиме на него, а не на ова земното и телесното. Така да има една разлика помеѓу измачување на себе си со цел и мислење дека ќе постигнеме некое следно ниво на духовност и вера во Христос и следење на Христос. Што се бара од нас. Што Бог го очекува од нас како една природна реакција на оно што го направи Исус на крстот. Да, јас ти верувам, ти си мојот Господ, ти си мојот Спасител, јас сакам да те следам тебе. Немам друг кој да следам. Не се следам себе си, моите мисли, туку сакам да те следам тебе, Господ Исус. Тоа е нешто што го бара Бог од секој од нас. И сега, нели, зборувавме за подвизи на верата и сега сакам да, ако имаш некои примери, Никола, за вистински подвизи на верата. Што е вистински подвиг на верата? Да, пошто нели зборуваме како за оваа тема и општо за темите во погледот, односно од перспективата на Светото писмо, Божиот збор што има да кажи, како што спомна, што праша Тидиме, јас имам да споделам, да прочитам едно на некој начин сведоштво кое пак се зборува нели за апостол Павле, и тоа е во второ послание на Коринтјаните, ќе читаме во Новиот Завет 11 глава од 23 стих до 30 и може до крајот, односно до 33 мислам дека беше, ако
мислам грешка, да. Ќе прочитаме за како помина Павле, но не во своја волја. Не беше тој онеј на некој начин што самиот се само повредуваше, сами си правеше, туку што доби за резултат на споделување и ширење на Евангелието, односно радосната вест за Господ Исус Христос, и тоа сакам да го прочитам во овие стихови што се тука, значи рековме од 23 стих. Христови служители ли се? Зборувам во безумство. Јас сум уште повеќе. Повеќе се трудев, повеќе пати бев во темници. Бев биен премногу, многу пати во смртни опасности. Од јудејците примив 5 пати по 40 удари без еден. 3 пати бев бичуван, еднаш каменуван, 3 пати доживеав бродолом, ног и ден. Поминав на длабоко море. Често патував. Бев во опасности од реки, во опасности од разбойници, во опасности од сонародници, во опасности од народи, во опасности во град, во опасности во пустина, во опасности по море, во опасност меѓу лажни браќа, во труд и тешкотија многу пати во неспиење, во глад и жед, во многу постоење на студ и во голота. Посебно преку се тоа што секојдневно напаѓа на мене, грижата за сите цркви. Кој е слаб, а јас да не сум слаб? Кој се соблазнува, а јас да не согорувам? Ако треба да се фалам, ќе се фалам со своите слабости. Бог и таткото нашиот Господ Исус, кој е благословен довека, знае дека не лажам. Во Дамаск, наместникот на царот Арета го чуваше Дамаскиот град, сакајќи да ме фати, и ме спушти низ прозорец во кош преку зидот и избегав од неговите раце. Значи, читаме тука премногу работи што Павле ги доби поради службата за Христос, и читаме дека тоа беше на некој начин резултатот од она што го, поради тоа што го правеше тој, не резултат во смисла на како еве ти проклетство, еве ти сега поради тоа што правеше лошо, што го споделуваше Евангелието. Не, тој правеше правилната работа која Бог, Господ Исус Христос ја бара од нас, и тој го проповедаше Евангелието, и бидејќи што беше Христов слуга, тој се трудеше, вели, беше во темница, беше многу пати биен, вели, и помина бродолом, беше каменуван, не спиеше, пишува дека не спиел, бил гладен, бил жеден, му било ладно, постел, се трудел, значи имал, нели, поминувал и се запознавал со лажни браќа, односно лажни верници, и тој сето тоа го претрпел поради верата во Господ Исус Христос. И тука гледаме дека тој тоа го претрпел, но не го направил своеволно, во смисла своеволно да тој сам да оди да се трга од луѓето и сам да се го прави тоа, да не јаде, да не му биде тешко, да биде гладен и да биде жеден, и да е гол и да му е студено. Тој не го направил тоа, бидејќи одел и со таква мисла: одам сега јас да гладувам, одам сега да ми е ладно, гол да седам, одам сега да одам од тешкотија, одам во опасност своеволно. Не го правил тој, туку тоа било резултат на она што го добил од луѓето, односно од оние кои не сакале да слушаат за Бог, оние кои му сметала радосната вест, му сметало дека, кој што спомна Димитар, и повеќе пати што имаме спомнувано, како што пишува во Светото писмо, дека нашето спасение не можеме да го заслужиме, не можеме да го заработиме, не можеме да стигнеме до Бог со наш труд, со наша религиозност, туку само со чиста вера во Него, вера во Неговото дело на крстот, вера во Неговата смрт на крстот, погребени и воскресени за нашите гревови. Тоа му сметаше на тие луѓе, што Павле му кажеше, му сметаше дека тие луѓе, кога слушнале дека не може да се спаси човек со своите дела, а тие сакале да прават добри дела, да бидат религиозни и да се покажат пред луѓето, демек сакаат да му се угодни на Бога и да стигнат блиско до Бога, тоа не му се бенди со нив, и затоа му правеа вакви работи на Павле. И повеќе имаме други примери во Светото писмо на апостолите што му се случувало, нели биле
нели убивани, каменовани, нели биле со исто така со смрт на крст, нели обратно смртен крстот и во таква смрт, во таков стил и така натаму, че сето тоа тие го добиле поради верата во Христос и поради тоа што го ширеле евангелието, радосната вест, ама не било тоа своеволно, пак ќе напоменам, не оделе со промисла дека намерно ќе гладуваат, намерно сами ќе се мачат, не, туку тие оделе со мисла дека го следат Христос. Го следиме Христос, му веруваме, се откажуваме самите себе, го земаме, како што читавме, својот крст секој дневни, го следиме Христос и што ќе биде, нека биде со нас, но ние сакаме да му сме послушни на Бог, сакаме да живееме за Него и сакаме да одиме кај луѓето, значи да не бегаме од луѓето, да не бегаме од да се изолираме, да бегаме од општеството, туку одиме кај нив и му зборуваме директно, му го проповедаме евангелието, радосната вест. Така да тие беа некои работи што му се случиле на Павле и што можеме да ги видиме во Светото Писмо и чим ги има во Светото Писмо, самиот Павле ги објаснува, ги кажува, тоа значи дека се вистините и тоа на вистини се случи. А имам исто така, не само тука што читаме, тука имам и во ден денес што се случуваат работи. Ете, спомнав ми во преходната епизода, ќе спомниме пак за христијаните во Нигерија, што му се случува, нели се убивани, се мачени, се прогонети и то во големи бројки. Не се нешто така со лесно прогонети, ти не живи повеќе туку во држава, те бркаме од ова држава, не живее повеќе, најди се друго место. Не, убивани, значи отсечени глави, значи измачени, измачувани, не поради тоа што тие самите си го правеле, пак ќе напоменам, туку поради тоа што го добиле од луѓето за резултат на нивното непокорност, бидејќи тие не сакале да слушаат за Бог и не сакаат да се шири радосната вест, односно христијанството. Дјаволот не сака тоа да се случува и ги користи луѓето за да прави такви работи, да се случуваат такви тешки работи и христијаните да страдаат, односно оние кои го следат Христос, да страдаат и да врват низ такви работи поради нивната вера. Така да тоа е, тие би биле некои примери што сакав да ги спомнам накратко и да прочитам од Светото Писмо и да на некој начин да направиме споредба и да видиме дека има разлика помеѓу своеволно своеволно лишење на страстите и похотите и себе измачување, односно правење мака и нештедење на нашето тело, како што читаше Димитар, и резултат на нашето следење на Христос, односно тие маки и тешки работи кои ги претрпе апостол Павле поради верата, нели поради неговото следење на Христос и кои можеби и ние некој ден ќе ги претрпиме или ќе ги видиме со наши очи, така да тоа Господ Исус Христос не повикал пред се да го следиме, да живееме за Него и да го правиме она што го вели тој, што го пише во Светото Писмо, така да тоа би било тоа во врска со такво сведоштво, такви сведоштва што би сакал да ги споделам јас за подвиг на верата, да. Да, има една случка исто во Светото Писмо, баш ме потсети сега за Стефан, првомаченик Стефан. Значи, тој им зборуваше на луѓето, го зборуваше евангелието на првосвештениците и на луѓето таму. И тие многу се налутија. Сега ќе прочитаме во 7 глава Дела на апостолите, апостолски дела, од 54 стих до 6 стих, крајот на главата. Може да ги прочитате и останатите глави од останатите стихови од 7 глава за да го добиете целосно контекст. Јас само ќе се задржам на крајот. Кога го чујат тоа, многу се налутија во своите срца и чкртаа со забите на него, а тој полн со Светиот Дух погледна на небото, ја виде Божјата слава и Исуса како стои одесно на Бога и рече: еве ги гледам отворени небесата и човечкиот син како стои одесно на Бога. Тогаш извикаа со силен глас, ги запнаа своите уши и се нафрлија еднодушно на него и го исфрлија од градот и фрлаа камења на него. А сведоците ги оставија своите облеки до нозете на едно момче кој се викаше Савле и фрлаа камења на Стефана, кој повикуваше
велејќи: Господи Исусе, прими го мојот дух. Тогаш падна на колена и извика со силен глас: Господи, не земај им го ова за грев. И кога го рече тоа, заспа. Значи ова му се случи на Стефан, кој изборуваше на луѓето за верата во Исус, и тие не сакаа да го слушаат, се разгневија на него и фрлаа со камења и го каменуваа. Да. Тоа е подвиг на верата која ја направи Стефан. Никола ги спомна христијаните во Нигерија, кои заради верата во Христос се убивани. И на различни места, низ различни земји во светот тоа се случува денеска. Да. Она што го спомна Исус, а кој ќе ја изгуби својата душа заради мене, тој повторно ќе ја најде. Значи, ако некој христијанин сведочи за Господ Исус Христос и тој е погубен заради верата во Христос, тогаш тој има вечен живот веќе. Ние знаеме, некој по природна смрт, некој ќе бидеме погубени заради верата, но имаме вечен живот. Затоа тие христијани кога биле на такво искушение или на таков испит, не се откажале од верата до смрт. Јас, ако никаде во Библијата и ако Бог ако Христос не воскреснеше од мртвите, нели, ако Бог никаде во Библијата не вели дека јас после овој живот имам вечен живот, тогаш џабе веруваш. Ако ти сега како христијанин не си сигурен дека еден ден ќе завршиш во Бог, кај Бог во Божјото царство, тогаш ќе ги прочитаме некои стихови за да ти се разјасни што се деси на крстот, са ти да имаш вистинска надеж. Дека што и да ти се деси, на било каков начин ти да замениш од овој свет, дека ќе имаш вечен живот сигурно. Тоа го тврди Бог во Светото Писмо. Затоа сме ние христијани, зашто веруваме во воскресение од мртвите, првиот оној кој воскресна, Исус Христос за вечен живот, и тој ни дава нас вечен живот преку верата во него. Тоа е нашата надеж. Иначе зашто Стефан би му зборувал на луѓето ако не верувал дека има вечен живот? Да. И да заврши со таква смрт. Не, тој знаел и тој примил вечен живот и знаел дека единствениот пат, единствениот начин за спасение на луѓето и примање на вечен живот е преку верата во Христос. Затоа, сега ќе ви споделам нешто од Словото, што ќе ве потсети уште еднаш дека има вечен живот и како тој вечен живот може вие да го примите и да бидете сигурни дека еден ден, кога ќе заминете од овој свет, вие ќе одите во Божјото царство, во Божјото присуство и ќе бидете вечно со него. Ќе прочитаме од Евангелието според Јован, 3 глава, од 16 до 18 стих. Таму вели: Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој кој верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Зашто Бог не го испрати својот син во светот за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Кој верува во него, не му се суди, а кој не верува, веќе е осуден, зашто не поверувал во името на единородниот Божји син. Значи тука јасно ни вели писмото дека Бог го испрати својот единороден син, значи Господ Исус Христос, кој се даде себе си како жртва откупница, жртва помирница. Тоа значи дека Исус Христос на крстот ги плати сите наши гревови и ние преку верата во него сме помирени со Бог. За секој вика што верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Значи, дали ти веруваш во Господ Исус Христос? Дали ти во молитва си му го предал животот на Господ Исус Христос? Дали ти си го примил преку вера Господ Исус Христос во твоето срце? Зашто во писмото е напишано: со устата се исповедува за спасение, а со срцето се верува за оправдание или за праведност. Значи, секој кој ќе
исповеда со својата уста дека Исус е Господ и во своето срце ќе поверува дека Бог го воскреснал Исус од мртвите, ќе биде спасен. Тоа го вели Библијата. И сакам да прочитам уште неколку стихови од 1 Тимотеј. Значи во 2 глава од 3 до 6 стих во 1 Тимотеј. Ова е добро и угодно пред Бога, нашиот Спасител, кој сака сите луѓе да се спасат и да дојдат до познавање на вистината. Зашто Бог е еден, и еден е посредникот помеѓу Бога и луѓето, човекот Христос Исус, кој се даде себе си како откуп за сите за сведоштво во вистинско време. Чи еден е Бог и еден е посредникот помеѓу Бог и луѓето, човекот Христос Исус, кој се даде себе си како откуп за сите за сведоштво во истинско време. Ние немаме друг посредник освен Господ Исус Христос. Тој се даде за откуп за нас во истинско време. Сега прашањето до вас, и ова е многу битно прашање. Дали ти веруваш во ова ние што го читавме тука? Дали ти навистина сакаш да го следиш Господ Исус Христос? Дали ти навистина сакаш да му го предадеш животот на Господ Исус Христос и да не живееш за себе си, туку за Господ Исус Христос? И да веруваш дека Исус Христос умре на крстот за твоите гревови, беше погребан и воскресна на третиот ден. И да знаеш дека твоите гревови се 100% простени, не поради твоите добри дела, туку поради Христос, и дека ти си примил вечен живот преку вера. Затоа сега те повикувам на молитва, че оваа молитва е меѓу тебе и Бог, директен разговор меѓу тебе и Бог, каде што ти со искрено срце го прифаќаш она што Бог го направил за тебе, односно оној Божји дар на спасение и вечен живот. Значи, фокусирај се на Господ Исус Христос, може да ја повторуваш оваа молитва и Господ Исус Христос ќе ја послуша таа молитва. Бог ќе ја послуша и ќе ти одговори на таа молитва. Зашто е напишано, секој кој ќе го повика Господовото име, ќе биде спасен. Секој кој ќе го повика Господовото име, името на Господ Исус Христос ќе биде спасен. Сега ќе повикаме кон Господ Исус Христос и тој ќе не спаси. Затоа моли се, може да ја повторуваш оваа молитва, моли се со вера дека Бог те слуша. Сега ќе се молиме, може да ја повторувате оваа молитва. Татко небесен, еве Господи Исусе, повикувам кон Твоето име. Признавам дека сум сгрешил. Ги признавам сите мои гревови пред Тебе. И верувам дека Ти, Господе Исусе Христе, умре на крстот за сите мои гревови, дека беше погребан и дека на третиот ден воскресна од мртвите. Верувам дека Ти си жив Бог. Верувам дека Ти ми ги прости сите мои гревови. Верувам дека имам вечен живот. Ти го предавам животот мој во Твоите раце. Фала Ти, Господи Исусе, што ги прости сите мои гревови. Фала Ти што ми го даде Светиот Дух, со кој ме запечати за денот на откупувањето. Од сега јас живеам за Тебе, а не за себе. Во името Твое, Господи Исусе, се молам. Амин. Амин. Доколку навистина ја молевте оваа молитва со вера, тогаш знаете со сигурност дека Господ Исус ја слушна оваа молитва. И продолжете да читате во Неговото Слово, да се молите секојдневно, да го барате Божјото присуство, Божјото водство и да читате од Неговото Слово, да разговарате директно со Бог. Зашто Бог е ваш татко, откако вие сте поверувале во Евангелието.
Никола, што имаш ти да им препорачаш на гледачите? Да, доста би рекол пак спомнал доста интересна тема што ова одлучивме да зборуваме и би рекол како што на некој начин ја заврши ти реченицата. Сега јас би ја завршил така да читате од Светото писмо, значи да го барате Бог и да се разбира како и повеќе пати што спомнуваме во другите епизоди слободно, значи ако немате Свето писмо, ако ви треба, ако сакате да читате, значи Нов Завет, цела Библија, Стари Нов Завет, слободно можете да не контактирате, значи на нашиот подкаст, значи на Инстаграм акаунтот, на Facebook, значи Messenger, на TikTok, значи имаме акаунти на сите социјални мрежи, на YouTube се разбира, значи слободно може да побарате, таа е бесплатна, значи ја даваме бесплатна, бидејќи словото вели бесплатно примивте и бесплатно давајте. Така да тоа е нешто што сакаме ние да ви го дадеме вас како подарок и да сакаме да ви посакаме се најдобро во читањето на Светото писмо и да пред читање би ве советувал да се помолите на Господ за да ве води во читањето и се што ќе прочитате да ви го разјасни, за тоа што не разбирате да може да ви открие Бог преку Духот, бидејќи сепак Библијата е книга каде што единствена книга каде што таа реченица гласи каде единствена книга каде што самиот автор е присутен, така да тоа е мојот совет на вас да се молите, да читате за нешто што не ви јасно или се разбира и за читање, ако сака некој со вас да чита, исто е пожелно заедно читање со некој друг или со нас, слободно тука сме, така да тоа би го споделил за крај јас. Да, фала ти Никола, да, слободно значи може да не контактирате, исто контакт мејл ви е makedonski-христијански-подкаст@gmail.com. Исто може да не контактирате директно на нашите Facebook профили Димитар Митревски и Никола Стаматовски. Така да тука сме за вас и сакаме заедно да растиме во познавањето на Бог, растиме во вистината и да го следиме Господ Исус Христос. Јас ви посакувам секој добар дар и духовен благослов во Исуса Христа. Ве поздравувам, пријатно.